Почитуван премиере Ковачевски, почитуван министре Лога, почитуван директор на управата за водење на матични книги Сулемани, почитувани медиуми, почитувани присутни. Ми представува особено задоволство и чест да ви се обратам во име на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците на Собранието на Република Северна Македонија на тема бездржавјанство и лица без идентитет, проблем кој засега група граѓани која изминативе децени беше лишена од основните човекови права. Изминативе 10 месеци на решавање на овој проблем подлабоко заеднички работевме пратениците со сите засегнати институции, невладините организации, УНИХЦР и ОПСЕ. Рефлексиите денес во оваа област се несомнено значајни за квалитетот на животот на овие луѓе кои за прв пат добија документ со кој можат да кажат јас припаѓам, што е мото на глобалниот акцијски план за 2014-2024 година на Обединетите нации за ставање крај на бездржавјанството. Во февруари Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците успешно спроведе надзорна расправа на тема примена на законските одредби на Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родените. Целта беше спроведената надзорна расправа да ги лоцираме проблемите преку кои не дозволија практично да се постигне целта овие лица да добијат идентитет и да го остварат своето уставно загарантирано право. Но она што се постигна со првото законско решение, тоа беше јасно покажаната волја на оваа владеачка гарнитура. Околу 700 луѓе беа запишани во евиденционата листа и беа лоцирани дека се луѓе кои немаат документи за идентификација. На надзорната расправа беа донесени заклучоци за чие спроведување исто така Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците во Собранието реши да го направи. Тоа се покажа дека е одличен механизам и дека Собранието може да представува мост помеѓу институциите за имплементација на Законот за матична евиденција, зашто впрочем денес сме овде собрани на овој завршен процес. Носењето на Законот за матична евиденција повлече исто така и носење на дополнување и измени на Законот за живеалишта и престојувалишта, со кој возможивме повеќе начини луѓето да добијат право да имаат своја лична карта и да можат да регистрираат своје живеалиште или престојувалиште. Исто така и Законот за лична карта. Тие два закона ги заокружија потребите за да биде успешен процесот, за да можат оваа група граѓани кои беа досега оставени на маргините на општеството и лишени од сопствените основни човекови права, вклучувајќи се разбира и учество и придонес кон општеството, да можат конечно да ги користат бенефициите. Тука би сакала да истакнам дека Собранието во процедура ги стави и предлог донесувањето на закон за странци, со кој ќе овозможи одредена група граѓани побрзо да дојдат до државјанство и да можат да ги решат своите животни прашања. Ја користам приликата да им честитам на сите оние кои неуморно работеа во изминатава година на спроведување на целиот овој процес, вклучително и на собранискиот тим, со цел дословно да го имплементираме законот и институционално да се примени на брза трака. При нашето имплементирање на Законот за матична евиденција, ние како држава јасно си поставивме цел дека оваа категорија на граѓани мора да ги уживаат за гарантираните основни човекови права и слободи, кои впрочем се гарантирани со Уставот. Задачата која ни престои како собрание, како влада, како држава, е детално следење на процесот со цел до усогласување и имплементација на законите и превенција на нови случаи на бездржавјанство, како и спроведување на системско понуденото решение во сегашниот Закон за матична евиденција, каде што за прв пат во нашата држава секое родено дете на нашата територија, без разлика на статусот на неговите родители, ќе добие упис во матичната книга на родените. Искрено се надевам дека акцијите предвидени со глобалниот акцијски план, што се очекува да се решат 2024 година во насока на ставање крај на бездржавјанството и моменталната фактичка состојба во Република Северна Македонија, со препорака за целосно искоренување на овој феномен, конечно доживува светлост и ќе можеме во блиска иднина да констатираме
дека ставаме крај на бездржавјанството. И може би ќе бидеме, министре, први во светот, не само во Европа. Должни сме на сегашните и на идните генерации да им обезбедиме посигурна и по-просперитетна иднина и сите оние остапки и напори кои сега ги правиме и кои тешко се постигаат, ќе имаат реален бенефит во годините што следат за сите засегнати лица кои се соочувале досега со овој проблем. За крај, сакам да споделам дека представува привилегија да се работи за иднината на овие граѓани. Само една детска насмевка е доволен доказ дека ова вреди премногу.